Добро вечер. Гостин во дневникот на К3 телевизија господин Горан Зафировиќ, председател на Српската заедница овде во Куманово. Вие неодамна се обративте на еден од маршевите, протестните маршеви кои ги организира за заедничка Македонија. Кои беа пораките кои што тогаш ги упативте и кои се пораките кои што еве вечерва ги упатувате кон сограѓаните од Куманово и се разбира од регионот? Па знаете како, значи Српската заедница во Македонија и србите воопшто во Република Македонија будно ги следиме настаните кои што се одвиваат во Република Македонија и на некои моменти навистина не можеме да останеме рамнодушни. Српската заедница во Македонија и србите воопшто отсекогаш биле лојални граѓани на оваа држава овдека. Значи ги почитуваме максимално уставот, законот, правниот систем, институциите на системот, државата во целост, химната и така натаму. Значи, Српската заедница во Македонија и граѓаните воопшто српска националност еве се приклучуваме на ова граѓанска иницијатива за заедничка Македонија, така да ние како лојални граѓани на државата сме загрижени за политиката и за исходот од сите овие случувања што може да се случат. Значи, ние како срби сме за неменување на химната, за неменување на знамето, на уставот на Република Македонија. Сакаме да остане Република Македонија ваква во овие рамки сега како што е. Значи, двојазичноста исто така не ја поддржуваме. Посебно нешто со што сме загрижени е една идеја која што се пласира да србите бидат прогласени за геноциден народ од 1912 до 1956 година, кое што значи остро се спротивставуваме на една ваква идеја. Не може да бидат србите прогласени за геноциден народ затоа што секогаш во сите војни, во првата светска војна, во втората светска војна биле на страна на победниците. И исто толку има голем број жртви и српското население и во Македонија и во регионот, како што имале и другите национални малцинства овдека во Република Македонија. Така не би било во ред воопшто да се иде во тој правец. Ние реагираме како српска заедница, како Срби од Република Македонија. Гледам дека и Република Србија будно ги следи овие настани, така да значи наверојатно би имало и реакција и од страна на Република Србија и тогаш веќе би имало една ситуација за меѓудржавен сукоп и така натаму. А она што го реагирате вие и останатите припадници на помалите, условно речени помалите етнички заедници овде во Македонија е тоа дека со тиранската платформа се промовира бинационална држава, односно македонската и албанската заедница, а се маргинализираат останатите заедници кои што со векови опстојуваат овде. Знаете како, значи ние сме дефинитивно за зачувување на унитарноста на Република Македонија. Значи и мислиме дека така би требало да остане и никако другачие. Во Република Македонија има голем број на национални малцинства. Значи ние сме едно од тие национални малцинства и сега не би било во ред, например, навистина да се воведе двојазичност на целата територија на Република Македонија, затоа што мнозинството на население во државата се македонци и би требало да остане и еден јазик во државата, химната да остане таа која што е прифатена од собранието и од граѓаните воопшто на Република Македонија, грбот и сите оние други обележја што се столбови на државата. Јас си благодарам што бевте наш гостин во дневникот и сметам дека понатаму ќе ја поддржувате за заедничка Македонија како што се најавите на иницијаторите и она што ние го имаме како информативна редакција. Ви благодарам на поканата.